Оваа година Великден се паѓа на 19 април, токму во недела, ден кога граѓаните го празнуваат најголемиот христијански празник. Што точно се случило на овој ден? Всушност на Воскресение Христово на Великден ние ја прославуваме новозаветната Пасха, Воскресението Христово од гробот и победата над смртта и над гревот и над непослушноста на Адам и сите оние други работи кои што нели суштински се доловуваат во смислата на овој празник. Ја нарекуваме новозаветна Пасха, затоа што ако старозаветната Пасха го означуваше спасот на еврејскиот народ преку пременувањето преку Црвеното море и заменувањето од земјата на фараонот во ветената земја, сега ние преку новозаветната Пасха, преку жртвата Христова, заменуваме повторно, би рекол, од земјата на фараонот, фигуративно кажано од земјата на гревот, во ветената земја, тоа е Царството Небесно, кое што на Воскресение Христово на Великден се отвори за сите луѓе. Овој е денот во кој што е победена смртта, во кој што е победен гревот. Не зборуваме за онаа физичка смрт, туку зборуваме за духовната смрт, смртта која што означува трајна разделеност на човекот од Бога, затоа што Бог со својата жртва, со своето послушание, нели Христово кон Отецот, ни го овозможи повторно учеството во полнотата Божја, односно оноку колку што човекот може според својата природа и според својот дар. Затоа е Воскресението Христово најголемиот празник, затоа што значи доловување на надежта на сите оние што живеа пред Христос, а кои што го очекуваа реализирањето нели на спасението. Всушност Воскресение Христово е денот на нашето спасение. На овој ден во нашите домови ги кршиме меѓусебно јајцата кои што се вапцаат на Велики четврток. Од кога е започнат овој чин и зошто се прави ова? Вапцането јајце влегува во преданието на црквата од моментот кога Марија Магдалина, една од последователките Христови, од која што Христос ја исцели од демоноопседнатост и која потоа го следеше Христос во сите негови чекори, откако Христос бил неправедно осуден и даден на раснување, распнат и убиен, отишла да искаже таа неправда пред тогашниот римски император. Стигнувајќи во Рим, таа како дар му го предложила црвеното јајце. И му рекла дека тоа е символ на Христовото воскресение. Имено јајцето, како што е затворено со корупката, го означува гробот, го кршиме, значи дека гробот се отвара и однатре воскреснува нели животот. Еден наш светител кој што неодамна го канонизиравме, светиот Гаврил Велички, на овој ден кажуваше и велеше: дајте им на децата и пуштете ги низ градовите, по улиците, да ги кршат јајцата, за да се види нели дека Христос воскресна, преку разните лушпи кои што нели ќе бидат расфрлани по улиците. Всушност јајцето, вапцаното црвеното јајце е символ на воскресението и затоа го кршиме за да го доловиме нели воскресението Христово. Кои се обичаите што треба да се направат во овој ден дома и во црква поради ситуацијата? На овој ден е особено важно да бидеме присутни на богослужението, но согласно околностите нели во кои што се наоѓаме, најверојатно богослуженијата во вечерните часови ќе бидат одложени, односно ќе бидат или извршувани само од свештенослужителите, а во утринските часови ќе биде извршувана службата на Воскресението Христово, како што впрочем се случува во Скопје за секое Воскресение Христово во соборниот храм. Така што верниците ќе имаат можност да дојдат во црква, нели на Великден и на Воскресение, повторно го упатуваме тој апел, сето тоа доаѓање да биде нели спонтано, да не биде групирано и да се запазуваат мерките кои што се пропишани, односно за да не се групираат на едно место многу луѓе. Би рекол дека можеби овој Великден ќе биде во оваа смисла и во овие околности, но тоа не треба да ја спречи нашата радост и секако нема да ја спречи ниту суштината, ниту смислата на овој ден. Бог така посакал и ние ја прифаќаме Божјата волја. На овој ден завршуваат и големите постови. Што би им препорачале на граѓаните, нели да не доаѓа до масовно прејадување и до несакани ситуации? Секако, нели, сите ние како разумни битија треба да знаеме дека по еден подолг период на абстиненција од нели потешка храна треба внимателно да влеземе веќе во конзумирањето нели на мрсната и потешката храна, затоа и кој што нели тоа го прави, иако постот како стил на живот е нели општо прифатен и во однос на здравието и во однос би рекол на нашата физичка сила, на нашата умствена бистрина и така натаму. Значи да внимаваат
да го принесат на трпезата она што го имаат. Не е важно нели да има вакво или онакво мени или вакво или онакво јадење, затоа што тоа ниту го бара верата, ниту го пропишува црквата. Нели да го принесат она кое што го имаат. Важно е сплотени како семејство сите да седнат заедно на трпезата, за заедно да го прослават ете и на тој начин би рекол воскресението Христово. Ако некогаш не требало верба во нашите животи и надеж, тоа е токму овој период поради случувањата со коронавирусот, а Великден е празник каде што треба да веруваме во добро. Што би кажале вие како свештено лице токму на граѓаните во овој момент и како би ги мотивирале да ги издржат овие тешки денови? Во животот и свештената историја на црквата, всушност свештената историја на човекот знае дека Бог допушта некогаш искушенија, не само индивидуални, туку искушенија кои што се би рекол општо народни. Во тие искушенија нели имаме на некој начин општо народне страдање, не само во моментот, туку и откако ќе помине искушението. Важно е искушението да го примаме со смирение, важно е да ја излечеме поуката од даденото искушение. Важно е да го поправиме нашиот живот, да го смениме нашиот тек на животот и да разбереме дека без Бога и без смислата која што произлегува од живеењето со Бога и по Бога, од живеењето со Евангелието и по Евангелието, од живеењето со верата, надежта, со љубовта, со добрите дела, нема никаков друг живот, односно животот би немал смисла. Тоа е природниот начин на живеење на човекот. Верувам дека во овие искушенија ќе можеме да го видиме тоа. Верувам дека овие искушенија ќе ни ја доловат вистинитоста на овие зборови. Верувам дека оној кој што сака да свати, ќе свати, ќе го смени својот начин на живеење и ќе тргне по Божиот пат, по патот на верата, надежта и љубовта, по патот, би рекол, на Евангелието, применувајќи ги принципите на Евангелието во своето живеење. Ова е многу важно, затоа што не само што ќе се принесуваме самите себе како жртва, туку нели и на другите ќе им помагаме на тој пат.